Добре, криптоентузијасти, како што кажавме, од она серија мала која што правиме моментално за истражување на токени, значи направивме гласање во кое што ставивме 4 различни токени за кои што ќе разговараме и ќе ги практично анализираме преку оваа шема која што ја направивме од 6 точки, со тоа што прв моментално по гласови е Chainlink, ова е групирање на гласовите кои што ги имаме на нашиот канал, како и оној пол кој што го направивме на Криптовалути Македонија, со тоа што Chainlink е прв, а потоа ќе обработиме и уште 3 видеа за Avalanche, Atom и Uniswap. Значи гледав да бидат тоа различни типови на токени, меѓу кои имаме Oracles, меѓу кои имаме interoperability на блокчейни, Atom, Oracle е нормално Chainlink, Layer 1 солуција самиот Avalanche, како и Uniswap, тоа е токен, governance токен на децентрализирана менувачница, значи да имаме од неколку различни категории во крипто секторот, со цел да видиме како прилика изгледаат, нели, кога би направиле една соодветна анализа. Сега, овие ги отправ за тоа што ова се потенцијални токени кои што јас сакам да ги имам во моето портфолио, кои што ми се да речам едни од оние топ 10 кои што би ги земал, но се уште е рано. Значи, пак ќе кажам, ова што ние го правиме моментално е вежба, да видиме како изгледа на истражување. Тоа не значи дека вие треба да го сватите како финансиски совет и нели ако јас ви кажам Chainlink, вие да го купите. Значи вие повторно и покрај оваа анализа и истражување треба да направите сопствено истражување со цел да утврдите дали ова е добар токен за вашето портфолио. Значи секогаш правете го тоа без разлика дали мислите дека мојата анализа е доволно добра или не. Значи тоа да биде јасно пред да започнеме со самото истражување. Сега, ако не сте огледали нашето претходно видео, би ве замолил да се вратите назад и да го погледнете, тоа е видеото за анализа на токени, значи така и се нарекува анализа на коини токени, каде што ги обработивме сите овие 6 точки со првенствената анализа на Ethereum. Сега тоа ќе го направиме директно на еден од токените кои што ние да речам за проба, фактички за да видиме како би изгледало ова истражување. Значи ќе одиме точка по точка како и секогаш, значи прво треба да видиме која е неговата апликација и практична примена на коинот, за што истиот се користи, односно дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации во реалниот свет кои можат да го заменат. Значи, ако разговараме за Chainlink можеби од сите криптовалути има една од најбитните и најклучните улоги и реални примени. А тоа е комуникација со реалниот свет. Значи, блокчейн Oracles, меѓу кои што спаѓа и Chainlink, представуваат посебен тип на блокчейн технологија која што ги поврзува затворените, затоа што знаеме и сами дека екосистемот на еден блокчейн е затворен. Доколку нема одредени бриџови или Internet of Things или Oracles, истиот не може да се поврзе ниту со други блокчейни, ниту пак со реалниот свет. Што значи дека блокчейн Oracles е технологија која што ги трансферира информациите кои што ги добиваме од практично интернетот, значи од реалниот свет, и ги прилагодува за да може да бидат искористени и да може да бидат препознаени од самиот блокчейн. Значи тоа е основната работа која што имаат блокчейн Oracles и затоа се незаменливи. Значи без да имате Oracle, вашиот блокчейн е едноставно не може да биде применет во реалниот свет. Значи самиот блокчейн технологија е неприменлив во реалниот свет доколку не постои ваков софтвер кој што го поврзува. Со тоа што во однос со тоа каков тип на Oracles имаме, значи да се разбереме. Ова е генерално и објаснување на категоријата на Oracles, која што знаете и сами веќе имаме видео направено, значи оние кои што се нови на каналот, ние имаме посебна цела плейлиста со категории на крипто коини и токени, кои што може да најдете како плейлиста на нашата страна, само скролајте надоле додека не ја најдете, така и се нарекува категории на крипто коини и токени. Значи овдека разговараме за сите да речем Oracles, нормално повеќето не можеме да ги разговараме затоа што се премногу мал маркет кап, но генерално објаснуваме многу повеќе. Ова сега моментално е само генерално објаснување за да сватите за што станува збор, за да нели имате идеја што уствари моментално објаснуваме за овој проект, додека целата ова тематика е обработена во тоа видео за Oracles во нашата плейлиста. Значи имаме неколку типа основни на Oracles, меѓу кои inbound and outbound. Разликата во inbound and outbound е во однос на тоа дали истите внесуваат или изнесуваат информации. Односно, имаме различен тип на Oracles, кои што, например, исклучиво се занимаваат со внесување на информации.
Додека обратно, имаме различен тип на Oracles кои што исклучиво се занимаваат со изнесување информации надвор од самиот блокчейн. Сега, во однос тоа каков тип на информации ќе поразговараме во следното и ќе ви стане многу појасно, но нели, да ви го објаснам овој дел со поделбата и после тоа ќе можеме да разговараме малку повеќе. Значи, софтверски нормално, каде што спаѓа и самиот блокчейн технологија, тоа е софтвер, своевидно, додека имаме и хардверски, во кој што вие фактички нарачувате од одредена компанија да ви направи соодветен хардвер, кој што ќе представува исклучиво хардвер дизајниран за вашиот блокчейн да биде Oracle во однос на тоа што ви е потребно и со што треба да биде поврзан, и централизирани и децентрализирани во однос на тоа од каде ги црпат информациите. Значи, Chainlink е првиот децентрализиран Oracle во светот на и нели истиот е на Ethereum мрежата, значи он е првенствено ERC20 токен, и самиот по себе, значи како децентрализиран значи дека ги превзема информациите од многу извори, односно која е разликата помеѓу централизирани и децентрализирани зависи од тоа дали информациите кои што ги внесува во самиот блокчейн се од еден извор, тоа се централизирани, или од повеќе извори, тоа се децентрализирани. Односно, сега веќе ќе ви стане многу појасно кога ќе ви објаснам за што станува збор. Значи, во однос на тоа за што е вашиот блокчейн, на пример Internet of Things, така? Да речеме дека вашиот блокчейн е направен за Internet of Things, односно преку вашиот блокчейн вие треба да се конектирате до да речем вашиот климатизер. Прост пример. Со тоа што Oracles моментално, да речем Chainlink, му помага на вашиот блокчейн да го регулира вашиот климатизер во однос на тоа каква е температурата во вашата соба. Но за да го направи тоа, истиот мора да превземе од негде информации за тоа каква е температурата околу него. И тоа го прави директно од интернет, со тоа што Chainlink не го прави само од едно место, туку го прави од повеќе места, како на пример зема да речеме моментално од Yahoo Weather, па потоа од Google Weather, ме разбирате, од повеќе страни ги зема сите овие информации кои што се битни за она што вас ви е битно за самиот блокчейн и ги агрегира и гледа која е реалната информација во однос на тоа дека истата е потврдена од повеќе извори пред истата да ја врати назад во вашиот блокчейн и во однос на тоа каква е температурата, самиот блокчейн ќе одлучи дали треба да ја покачи или да ја снижи температурата во вашата соба. Че ова е прост пример. Исто така, на пример, кога станува збор за менувачите, така? Значи, вас ви е битно да добиете соодветни информации за тоа каков е маркетот. И сега, на пример, Chainlink во оваа ситуација за вашата менувачица, значи фактички ќе прибере информации од различни, да речеме во исто време ќе земе од Bloomberg, ќе земе од берза, ќе земе од Binance, ќе земе од значи од еден куп, од Forex на пример, и истите ќе ги спореди пред на вашата менувачица да ви каже точно колку моментално представува биткоин цената. Значи тоа го прави со цел ваквиот начин на децентрализирано агрегирање на информации, со цел да се утврди дали е тоа вистинската информација, помага на вашата менувачица секогаш да има соодветна цена на биткоин. Во спротивно, ако зема само од еден извор и тој извор поради некоја причина е хакнат, односно хакиран, променет, нели, што и да е, може да се случи ситуација во која што вашиот Oracle на вашата менувачица ќе даде информација дека биткоин моментално е $10 и истата ќе го смени на $10 и ќе имате огромна штета. Се разбираме? А тоа се случува, верувајте ми. Затоа Chainlink моментално е еден од најверодостојните, ако не и најверодостоен нормално, затоа што е и најголем Oracle во целиот, значи, криптосвет, не само во Ethereum, не само на Ethereum мрежа, туку во целиот криптосвет. Ќе ви покажам малку подосна само на колку моментално се применува, значи на сите блокчейни, на топ 100 блокчейни се применува само Chainlink. Ќе разговараме за Chainlink моментално апсолутен шампион и нема ниту блиску до конкуренција. Значи тоа е како истиот функционира. Со тоа што гледаме дека истиот може да врши агрегација на било каков тип. Значи гледајте, дали се тоа било каков тип на настани. На пример, не знам, како се движат возови, авиони, бродови, колку е температурата, или дали на пример тоа цени како што рековме, или пак дали одредени трансакции поминале помеѓу, да речеме, одредени банкарски институции, цени на добра кои што сакате да ги купите. Значи гледате, дури и други блокчейни, значи дури Chainlink може да користите и за комуникација помеѓу блокчейни во однос на обработка на одредени информации. Иако Chainlink не е како Atom, кој што се фокусира исклучиво на оваа конекција помеѓу различни блокчейни, но Chainlink, она што е толку добро за него и што е толку уникатно е што моментално е еден од
не е туку најдобриот, значи нема некој друг кој што на пазарот има ниту блиску до она што го има како развиеност самиот Chainlink. Со тоа што како што кажавме, значи идејата е дека од информациите сите овие работи кои што Chainlink ги прибавува преку интернет ги практично трансформира во смарт контракт, да речам, соодветен јазик кој што може самиот блокчейн да го разбере. Затоа што за блокчейн технологијата сама по себе и нели на пример Ethereum Virtual Machine-от, значи нашиот јазик е како да обяснам, не може да го разбере, така, значи без разлика дали е тоа обичен програмски јазик или е тоа само некоја најобичната информација, истата мора да биде соодветно представена во да речем јазик како што е да речем самиот програмски јазик на Ethereum и да биде представен и преведен фактички за истата да може да го разбере и да знае што понатаму да прави. Со тоа што, значи пак на некој начин гледате како изгледа сето тоа. Значи вие имате огромен број да речем надворешни информации кои што може преку интернет самиот Chainlink да ги прибави и истите ги претвара во Oracle контракт кој што понатаму се дава за истиот да биде практично применет на самиот блокчейн. Со тоа што, значи, Chainlink не само што има страна кон луѓето кои што го поседуваат, истиот има страна и кон дата провайдерите. Значи, моментално вие како дата провайдер, во однос на тоа дали имате да речем некоја страна или што и да имате, која што нуди некаков тип на информации, значи истите може да аплицирате, че ова е на самиот Chainlink, гледате, значи ecosystem/data providers, каде што може вие да аплицирате со тоа што ќе ја поврзете вашата страна со Chainlink и за информациите кои што ги доставувате ќе добиете назад фактички своевидно Chainlink токени. Значи гледате, ова се некои само најголемите кои што моментално ги користи самиот Chainlink за прибавување на информации. Со оглед на фактот дека гледаме овде дека има огромни имиња како Google Cloud, Binance, значи може да замислите колку само ова се само најголемите да речем кои што се ставени на почеток чисто за реклама. Но тоа е интересно што да гледате, значи они работат со најголемите имиња со цел прибавување на најсоодветни информации. Сега. Значи тоа е во однос на тоа каква апликација има, така, и дали истата е битна. Значи гледаме дека моментално е исклучиво битна со оглед на фактот дека без Oracles, значи сите блокчейни моментално ќе бидат непотребни во однос на решавање на било каков тип на реален проблем во светот, затоа што они немаат конекција со реалниот свет. Сега, во однос на тоа дали има конкуренција и дали има апликација за реалниот свет, ја мислам дека ова беше многу повеќе од објаснето во овој сегмент, со оглед на фактот дека без Oracles едноставно нема никаква конекција со екосистемите на смарт контрактите или било каков тип на блокчейн. Значи дали има проекти кои што му се конкуренција. Значи само чисто да видите моментално која е разликата помеѓу самиот Chainlink како прв на пазарот. Значи моментално Chainlink има 2 билиона и 800 милиони маркет кап, а најблискиот проект до него е со 177 милиона. Значи нема ниту еден што може ни да му парира, значи не може ни блиску до она што моментално го има самиот Chainlink, а да не се лажеме, значи Chainlink само што почнува, значи моментално можеме да видиме кај на почетокот на самиот roadmap, ќе погледнеме понатаму околу roadmapот, значи моментално зборуваме за апсолутен шампион. Значи нема ништо блиску до она што моментално представува самиот Chainlink. Јас моментално не би ризикувал, посебно не во овој длабок дел bear маркетот, да финансирам ништо друго освен овој проект, затоа што знам дека истиот е апсолутен добитник. Значи моментално како прв на пазарот е незаменет. Сега во однос на тоа каков е roadmapот на овој проект, значи мораме да видиме, тоа е малку проблематично што јас конкретни развој, да речем, на самиот roadmap не можев да најдам. Моментално највеќе што е објаснето во однос на roadmapот е делот со стейкинг. Затоа што не знам колку сте информирани, но до пред некое време немаше стейкинг на Link. Официјално стейкингот започна во декември претходната година, но проблемот е што првиот базен кој што го отворија од 22,5 милиона Link е веќе полн. И тоа беше наполнет за само 2 дена. Дори го имам овдека ова на статија каде што буквално објаснува дека за само 2 дена успеале да соберат целосната сума на Link која што сакаат да ја имаат за почеток, со тоа што знаете и сами дека ваквиот стейкинг е за дополнително да се осигура мрежата, многу пати сме разговарале што е уствари неговата идеја, и иако нема вести, ја се обидов да најдам, за сега нема најава за тоа кога и дали ќе има нови базени, но нормално мора да има, со оглед на фактот дека овој начин на заклучување на вашите токени е со цел да се осигура и понатаму мрежата,
а колку повеќе токени се заклучени, знаеме и сами дека толку постабилна и повеќе ќе расте цената на овој проект, со тоа што Chainlink самиот по себе е Proof of Stake проект и поседува своји нодови. Сега однос на нодовите кои што успеав да ги најдам, значи интересна работа е тоа што Chainlink самиот по себе нема нодови само на Ethereum, значи на својот, да речем, блок систем, затоа што истиот работи на многу различни екосистеми. Значи, гледайте, имаме ова е според оно што успеав да го најдам, значи околу 1000 има само на Ethereum, 260 на Polygon, 260 на Binance, 82 на Avalanche, 70 на Solana, на Phantom 40. Значи, гледате, има на сите овие различни екосистеми со оглед на фактот дека самиот блокчейн, самиот Chainlink по себе, значи ова сакам да ви го покажам интересно, гледате овдека. Значи Chainlink затоа што работи со сите овие протоколи, значи со сите овие различни блокчейни, истиот, гледате, значи моментално има свој токен на Ethereum, свој токен на BNB, на Binance, на Polygon, не знам што е Mumbai, RSK, Gnosis, Avalanche, гледайте, Phantom, Arbitrum, Optimism, значи Harmony, на сите овие има свој токен, фактички, затоа што истиот на сите овие блокчейни е користен како Oracle. Значи тоа е уствари главната идеја и го најдов тоа како интересен податок. Само да најдам каде се наоѓа моментално. Да, ако не сажемеш овде. Не, ова е за неговиот економски дел. Иако не може да најдам податокот, не знам како успеа да ми избегне. Значи, оприлика 100 најдобри блокчейни моментално го користат Link како Oracle со цел да се поврзат со реалниот свет. Со тоа што ако погледнеме овде, значи во однос на кои се неговите партнери, можеме да видиме дека сите овие, гледате, че сите овие различни екосистеми моментално го користат исклучиво Chainlink со цел да се поврзат со самиот со самиот реален свет. А ако ги собереме Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Solana, добро, тера може да не го земаме, Binance, ние имаме, Cosmos и Polygon, вие фактички имате 90% од целосниот екосистем на криптосветот. Така да мислам дека е апсолутен шампион моментално и е непобитен. Затоа и мислам дека како таков има многу да речам голем потенцијал во однос на тоа каде се движиме со него. Сега во однос на roadmap. Проблемот е што моментално се наоѓаме на овој дел од roadmapот, односно верзија 0.1. За жал јас навистина пробав, не можам да најдам реален roadmap каде што точно ќе објасни што ќе се прави во верзија 1 и верзија 2, освен ова да речем парче информација каде што моментално во верзија 1 е конечно возможно да се стейка, односно како што рековме, заклучуваат дел од овие токени кои што ги имаме со цел да се обезбедува и понатаму мрежата и гледаме дека значи како ќе се движи натаму ќе стават и stake slashing, значи тоа е нели доколку некој се обидува со својот нод да направи проблем, да го изгуби своето количество линк, тоа е казната. Гледате, значи има сега node delegation, сето ова, би сакал за ова да направам понатаму соодветно истражување затоа што навистина моментално не може да најдам соодветни информации за тоа што се очекува од овој блокчейн и кои ќе бидат точно неговите надграбби, затоа што не можам само да карикирам, за ова сакам да имам соодветни информации пред да можам да кажам дека точно сум видел како изгледа неговиот roadmap. Битно е дека го има. И можеме да видиме дека активно се работи на истиот со оглед на фактот дека само што влегува во првиот сегмент и моментално нели најавено е како што можеме да видиме дека и понатаму ќе се отвара како што видов нови пулови, но официјално не најдов информации кога тоа би било, со оглед на фактот дека не може да имате само еден пул за стейкинг, да бидеме реални, така. Сега, значи повторно, треба малку да поработиме околу самиот roadmap и да видиме точно што се случува, но ако веќе разговараме за зрелост на пазарот, значи самиот Chainlink е доста долго на пазарот, истиот е на пазарот уште од ноември 2017 година и кога ќе погледнеме на самиот чарт моментално, значи кога веќе нели го правиме ова со самата зрелост, че можеме да погледнеме и на самата техничка анализа. Значи, прво и најбитно оно што може да кажам на самата техничка анализа е дека во последниот bull market Chainlink беше тој што направи прв ultimate blow-off на уште првиот момент кога добивме после самиот халвинг, значи Chainlink буквално
уништи се. Јас не можам да си верувам на очите. Значи истиот го предводеше целиот bull market, а и нормално со оглед на фактот дека станува збор за Oracle, односно нема никаква корисност на блокчейните без Oracle. А затоа и самиот има приоритет во однос на прво ви треба Oracle, па се друго, во однос на да речем искористувањето на блокчейнот во реалниот свет, доколку сакате да го исползувате. Затоа што техничка анализа моментално како и целиот, нели, тоа е она што го разговараме, значи нема памп, се наоѓаме во bear market, со тоа што ако може да видите уште од почетокот, значи ние го поставивме уште од почетокот на падот на самиот маркет, каде што на месечно ниво најдовме дека ова ќе биде фактички најдоброто место за акумулација и гледаме дека буквално во целиот bear market овдека се задржи самата цена, што може да погледнете на некои од нашите постари видеа каде што правевме анализа на различни токени при падот и гледате акумулацијата целосно испочитувана, доколку не добиеме уште нека огромна капитулација, сега за сега сме во сосема солидна ситуација да би купиле Chainlink, но повторно како што кажавме со оглед на фактот дека чекаме да видиме како ќе заврши самата ситуација со Genesis, не сакаме да се ставиме во ризик, но ова е еден од оние кои што планираме да ги земеме и гледаме дека буквално е ова поле на акумулација. Она што го разговаравме, секој едно на биткоин, како и паралелно со сите останати криптовалути, е означено со одредено поле на зигзаг хоризонтално движење на акумулација, пред конечно да се придвижиме повторно постепено во следниот bull market. Така да ако мене ме прашувате, моментално е одлично време да се купи Chainlink, но нели секој одлучува за себе со оглед на фактот дека ова е точно над првиот blow off top кој што го постигнал во 2019-2020 година. И гледате, значи од тој blow off top моментално се наоѓаме точно над него, каде што е и ова поле, да речем, претходните два врва представуваат солиден отпор на цената на движење надолу на Chainlink. Сега, тоа е околу техничката анализа, нема нешто посебно сега да се разговара со оглед на фактот дека целиот пазар во оваа ситуација. Фундаментална анализа, односно вести кои што може да ги видиме во последниот период за овој проект, како и партнерства, значи кривични судски случаи во однос на тоа што го погледав нема, така да тој да барем сме чисти, но вести и партнерства. Сега, вести има некои помалку битни, некои повеќе битни, со оглед на фактот дека ова се најсвежи вести. Значи, прво, она proof of reserve кој што моментално се нуди од страна на менувачниците со цел да покажат каков тип на криптовалути држат после самиот колапс на FTX е технологија која што е развиена од Chainlink. И истата е понудена на овие големи да речем магнати од менувачници да ја користат она Merkle 3 како што се нарекува Proof of Reserve солуција за да покажат што моментално има на своите баланс шит, односно на своите портфолија со цел да ги држат мирни, да речем, оние кои што инвестирале во нивната платформа и тоа е многу голема работа со оглед на фактот дека самата базична технологија е развиена од Chainlink. Тоа е многу добро, многу битно, значи се првенци, се пионири во целата блокчейн сфера. Тоа е исклучиво битно. Chainlink is building a token infrastructure for Swift. Значи јас не можам да ви објаснам колку е ова битно. Значи не само Swift, туку целиот свет беше против крипто. Значи каков Swift, они не сакаат ни да спомнат дека крипто постои. За наједнаш Swift, значи оној огромен централизиран систем за информации помеѓу банките во однос на исплатите и уплатите, да бара од Chainlink да направи cross-chain interoperability протокол со кој што фактички ќе може Swift да користи не само fiat, туку и крипто за трансакции помеѓу банки. Односно, они веќе градат инфраструктура преку која што дури и преку Swift ќе може да се прават трансакции помеѓу банките во крипто. Значи, не зборуваме да се користи пул во кој што една банка ги внесува своите пари, а другата банка ги изнесува, како, да речем, решението што го дава XRP со ODL. Не. Овдека самиот Chainlink прави целосен систем во кој што банките ќе можат да тргуваат директно во крипто. Тоа е исклучиво битна работа. И ова е многу нова вест, че ова е, ако се сеќавате, се не знам кој го погледнал, но ова е, гледате, крајот на септември, почетокот на октомври 2022 година, че ова беше една од најдобрите вести што јас сум ја видел во целата 2022 година, со тоа што да не заборавиме дека ова решение верувам дека брзо ќе биде заменето со оглед на фактот дека во март оваа година конечно почнува да стапува на сила ISO 20022, кој што треба паралелно со Swift да работи на негово заменување, но со оглед на фактот дека дури по 4 години, значи тоа е практично негде во 2025 година точно, треба во ноември да престане да постои Swift и на негово место да стапи ISO 20022,
со тоа што јас верувам дека ова решение на Chainlink треба уствари да го овозможи тој период на транзиција со тоа што на Swift ќе му дозволи и самиот да биде вклучен во крипто интероперабилити помеѓу банките, што е доста добра работа мене ако ме прашувате. Binance, значи ова е доста смешно, на 26 октомври Binance моментално внесува нов, да речем, компетитор на пазарот, кој што треба да биде ривал на Chainlink. Наречем, сега, тоа е интересно што јас барав, истиот и се нарекува Binance Oracle. Гледате. Calls Binance Oracle, така. Значи јас му дадов шанса и пробав да го најдам, но кога почнав да вртам надолу немаме ниту блиску ништо до Binance Oracle во првите 20 места. Така да се откажав од барање со оглед на фактот дека ако и го пуштиле ова, можеби е нешто што е само приватно на Binance екосистемот, но јас не го најдов ниту во еден од овие слотови кои што ги имаме на Oracles, така да ова треба да биде ривал на Chainlink, а уште го нема ни на листата, а е веќе, значи веста е веќе стара неколку месеци. Така да можеме да кажеме дека без разлика кој што е позади овие проекти, Chainlink секако е шампион во сферата. И интересна работа, препорака од Ерик Шмидт, кој што е претходен CEO на Google и е еден од најбогатите луѓе во светот. Мислам, 90-тото место на најбогат човек во светот. Значи самиот по себе буквално ја пофали, ова е нешто доста ново, гледате 3 октомври 2022 година, ја пофали самата технологија на Chainlink и нивното практично превзема и ново шампионско место затоа што се први на пазарот и затоа што ваква технологија претходно немало. Затоа и реков, Chainlink е пионир на пазарот кој што без истиот нема да може ниту во еден момент да биде искористен блокчейн секторот во реалниот свет, доколку тоа не е направено преку истите. Така да ова е доста добра работа кога некој од ваков, да речам, статус на човек, кој што навистина се докажал во технолошкиот дел во светот, да ви каже дека еден проект навистина вреди. И уште еднаш ќе напоменам, значи самиот факт дека вие го имате во еден куп различни блокчейни со цел да биде исползуван е доста позитивна работа. Во однос на партнерства, значи вести гледаме дека се само позитивни, јас негативни вести не успеав да најдам. Во однос на партнерства, јас затоа и го оставив овој, да речем оваа слика овде, каде што значи буквално можеме да видиме дека првенствено најголем дел од партнерства гледаме дека има со самите блокчейн екосистеми, додека на второ место исто така можеме да ги ставиме и овие како партнери со оглед на фактот дека сите овие надворешни да речем провайдери на информации се исто така партнери со Chainlink затоа што тие се другата страна на транспортот на информации. Така да можеме да видиме дека Chainlink работи многу добро со сите актери во блокчейн сферата и се повеќе и повеќе наши актери доаѓаат во оваа сфера, а замислете ако дојде до масовна адаптација, вие имате само еден најдобар, најголем блокчейн Oracle. Мислам дека многу е јасно. Значи може да имате 10 различни Layer 1 солуции, може да имате, не знам, еден куп Layer 2 солуции, Internet of Things еден куп, но имате само еден моментално Oracle. Така да, сваќате што сакам да ви кажам, значи имате она алка која што фали на синџирот и само таа една. Значи сите овие синџири се поврзани преку таа една алка моментално, ниту еден не е дојден ниту блиску да му парира на Chainlink, а јас искрено во такви мали проекти од, не знам, по 100 милиони не би сакал да ризикувам со оглед на фактот дека недовербата во еден проект се покажува највеќе преку тоа, преку парите кои што се вложени во истиот. Можеби некој ќе се докаже во иднина, но за сега јас не гледам некој кој што е потенцијален за да може да финансирам во него. Сега, следно што имаме е, значи како што можеме да видиме, до сега апсолутен шампион во секоја категорија, освен во roadmap, за кој што ќе треба подетално да истражиме. За жал, навистина не може да најдем соодветни информации, за да можам да ги представам во ова видео, но повторно, roadmap има, поентата е да ги најдеме соодветни информации за да објасниме што истиот ќе биде. Сега, тип на блокчейн, до сега веќе тоа го разговаравме, че самиот нема свој блокчейн, значи не е смарт контракт, но е ERC20 токен, значи тоа е основниот токен кој што моментално може да го видиме, но како што може да видиме, истиот има и токени на сите најголеми блокчейни, со оглед на фактот дека истите го ползуваат со цел да биде фактички да биде искористен како Oracle на сите овие, нели, блокчейни. Сега, залиха. Значи, мораме да видиме каков тип на залиха има, колку залихата е веќе на пазарот, колку залихата е поседувана од тимот и институциите.
Значи, во оваа ситуација, прво што треба да разгледаме е самата токен алокација. Значи, токен алокацијата од ден денеска е горе-доле иста, со оглед на фактот дека ова е официјална информација од самата компанија која што е дадена на CoinGecko и уште на самиот почеток е така поделен токенот, со тоа што имаме 35% на јавна продажба, значи тоа е ICO-то, кој што е направено уште 2017 година, 35% на нод операторите и екосистемот и 30% на компанијата. Со тоа што значи овие 35 се веќе на пазар. Значи тоа е она што се продале уште на самиот почеток и оние кои се пуштени во целосен оптек, со тоа што имаме 1 билион токени во точно, значи толку ќе има максимален supply, додека 491 милион се во употреба, значи се пуштени во циркулација. Со тоа што овие 35% кои што моментално се за нод оператори и екосистем, тие постепено се даваат само на нод оператори. Значи дека за овие не мора да се секираме воопште, со оглед на фактот дека истите се заклучени и се користат само како награда за нод операторите за да ја држат нели мрежата сигурна и да ги спроведуваат трансакциите. Додека компанијата, овие 30%, тоа е интересна работа, која што реално овој процент е многу голем кога станува збор за доделување на самата компанија. Но, докато го погледнеме овој слайд, односно Chainlink Economy 2.0, идејата на овие 30%, како што можеме да видиме, е развивање на самиот екосистем. Односно, значи има различни гранки кои што моментално се интегрирани во самиот Chainlink како корпорација, кои што моментално служат со цел истиот да се развива и да се проширува. Значи, гледате, имате build, Chainlink Build, Enable Access to Top Chainlink Networks. Значи, во оваа ситуација на тој начин се финансира, со овие пари се финансираат сите овие програми. Значи, Chainlink Scale, Accelerate Growth of Blockchain Ecosystems, значи, гледате, ова е за забрзување на растењето на блокчейн екосистеми, во случајов кој што да речем сакате да ги користите како опција на Chainlink, Startup with Chainlink, значи гледате, овде може и да направите собствени dApps кои што нели ги интегрирате на самиот Chainlink, хакатони, гледате, значи има еден куп. И од другата страна, нормално, како што можеме да видиме, значи повторно има некои опции што да речем ги нуди моментално самиот Chainlink, Blockchain Tech Improvements, Reduce On-Chain Oracle Update Costs. Сега, значи ова е пак на некој начин технолошки решенија кои што се обидува да ги реши самиот Chainlink, со тоа што повторно и овој дел не ми е комплетно јасен, но знам дека самата компанија ги користи овие средства за цел развивање на значи на гледате, Accelerated Incentive, Alignment and Economic Growth. Значи фактички и процесот на развивање на самиот блокчейн кој што го има Chainlink, како и економски раст се однесува на пронаоѓање нови партнери, на проширување нова технологија, на други блокчейни, на други дата провайдери, така да на некој начин не гледам ризик во однос на ситуацијата која што моментално ја имаме со овие 30 да речем проценти на компанијата. Да, само да се вратиме кај нодовите, значи како што рековме имаме 86 проекти кои што имаат нодови, моментално на Chainlink, и интересно е тоа што ако сака некој од вас да има нод нормално, истото може да го најде, значи гледате на овој линк. Значи имате фактички ако влезете на Chainlink или ако само пишете how to set up a node on Chainlink, ќе го најдете ова, каде што буквално во овој дел на пример точно ви кажува колку Chainlink ви е потребно, значи каков тип на компјутер, како да го сетирате сето ова со вашето портфолио и да почнете да работите како нод на Chainlink со цел да бидете нели наградени со Link токен. Сега, докаде стигнавме? Значи, рековме во однос за ликата, да, значи 30% е на компанијата, но во оваа ситуација јас не гледам проблем со оглед на фактот дека истите досега барем не покажале од 2017 година ниту во еден момент дека ќе ги продадат овие токени, а можеле во било кој момент. И колку за ликата е веќе на пазарот. Значи само 50% за ликата е на пазарот, но да не заборавиме тоа е поради тоа што поголем дел, односно 35% постепено се одлива на пазарот на нодовите кои што моментално работат за заштита на оваа мрежа. И колку рековме, тоа е 30% колку е поседувано од тимот, со тоа што истото треба да ја провериме, значи и колку е нејзината децентрализација. Значи на Etherscan, затоа што моментално истиот ERC20 токен, само треба да напишеме линк, ќе ни го даде како токен и откако ќе отидеме на истиот овдека доле треба да отидеме на Holders и ќе ни ги покаже најголемите новчаници на линк. Со тоа што овие се оние supplies кои што јас верувам дека се држат од страна на компанијата, со
пак кажам, сега оваа ситуација дали се тие што ги држи компанија или пак се оние кои што ги делат на нодовите, не сум точно сигурен, но гледаме дека има, гледате, 24 очигледно различни новчаници кои што постепено со оглед на фактот дека имаме, гледате сега, ако се подвижите надоле може да видите дека некои од овие на Circular Supply постепено се намалува, значи само 0,8%, а другите сите по 3. Јас верувам дека тоа е поради фактот дека постепено овие токени се одлива на нод операторите и верувам дека сите овие различни supply wallet-и кои што ги имаме овдека се буквално оној supply кој што во иднина треба и понатаму да ги инсентивизира нодовите кои што ги има со цел да се заштити оваа мрежа. Со тоа што само Binance поседува 3,94%, тоа е најголемиот wallet моментално. Додека ако се придвижиме надолу, можеме да видиме дека најголемите следни е ова, на пример, стейкинг. Јас верувам дека ова се оние токени кои што моментално со стейкинг ги даваат на оние кои што успеаат да влезат во овој пул. Значи, гледате, уствари не, тоа се токените кои што се ставени за стейкинг, да. Значи, гледате, имаме 22,5 милиона, што се уствари токените кои што се ставени на оваа адреса за да бидат практично да правите стейкинг. И следен најголем wallet кој што можеме да го видиме овој. Овдека не знаеме чие и на Aave кој што поседува 1,3 и 1,2 отприлика од целиот supply на Chainlink. Со оглед на фактот дека ова е поседувано од компанијата и гледаме дека постепено се одлива, нели можеме да видиме дека еве на пример гледате 5-4, значи првите wallet-и според тоа како отприлика нели се поставени, гледаме дека истите постепено се цедат, а тоа би било единствено тоа објаснување дека истите се користат со цел да биде плаќано на нодовите, а следен Binance сега реално прави мој Binance има од се голем новчаник, така да ова не ме чуди, но немаме да речем новчаници од типот на 30% од supply на токенов, така да мене ме прашувате, јас мислам дека Chainlink барем според мои стандарди е доста децентрализиран во оваа ситуација и со оглед на фактот дека има нодови преку еден куп мрежи, јас гледам позитивно на сето тоа и пак иако само 50% од целокупниот supply е моментално пуштен во оптек, значи со оглед на фактот дека имаме огромна количина која што е заклучена за нодовите и количина која што компанијата поседува со цел постепено да ја троши за развој на самата, да речем, корпорација Chainlink. Значи јас не гледам проблем во оваа ситуација што само половина од овие токени се пуштени во циркулација, но да не се лажеме, значи секогаш постои ризикот дека таква голема количина на токени кои што Chainlink самата компанија или корпорација што и да ја ги држи, може во било кое време да се претвори во проблем ако сакаат да ги ослободат на пазарот во голема количина. Но таква ситуација би представувала нешто слично на rug pull, истите би биле првенствено би изгубиле целата репутација која што имаат до сега, а второ може и критично да одговараат со оглед на фактот дека таков дамп од страна на самата компанија која што го организира целиот овој блокчейн би било слично на кривично дело, иако сега јас не можам да знам точно како би ги гонеле, со оглед на фактот дека тоа е веќе некој напреден финансиски криминал, но генерално јас мислам дека барем за тој дел сме доста сигурни. Значи, гледате, откако ќе ги направите сите овие одговори на сите овие прашања, што мене ми беше потребно 37 минути со оглед на фактот дека јас ги најдов веќе претходно, значи вас би биле потребни 2-3 часа во текот на денот со цел да направите едно истражување на еден од овие коини и ако посетувате, не знам, барем во неделата еден ден со 2-3 часа, вие за неколку месеци ќе имате многу добро познавање за да речем топ 30 токени во моменталниот маркет кап на CoinGecko или на CoinMarketCap, што и да следите, не е битно. Но пред да инвестирате во еден коин, токен, вие навистина мора да го направите минимум ова истражување за да видите дали ова навистина вас изгледа како потенцијален токен, дали е безбеден според вас, дали е ризикот кој што ви го овозможува е прифатив или не. Со тоа што јас ако треба да дадам заклучок за овој коин токен во оваа ситуација, значи ова е еден од најдобрите проекти моментално на пазарот со оглед на фактот дека е во категорија шампион кој што нема, значи му нема рамен, се разбираме. Значи оваа ситуација ова е како Майкл Џордан во кошарката, значи нема никој ниту блиску што би може да се рамни со овој проект и затоа јас искрено одвај чекам да го оформим ова биткоин, но затоа што ова е сигурно еден од токените кој што јас сакам да ги имам во моето портфолио за следниот bull market, посебно со оглед на фактот дека ова е еден од оние кои што рано прави пик со оглед на фактот дека е еден од најпотребните и најуникатните токени на пазарот. Така да тоа е генерално моје мислење за Chainlink, вие треба да оформите ваше,
но тоа е како ние како канал правиме едно истражување за еден коин или токен и дали истиот треба да биде во нашето портфолио. Така да, секогаш кога правите било каков тип на истражување за коин, токен, би сакал да поминете барем преку овие точки, за да имате основно познавање за тоа во што инвестирате, затоа што да дадете пари на нешто што не знаете што е многу лоша работа и на тој начин многу од нас губат пари, со оглед на фактот дека не сакаат да посветат соодветно време за да најдат во што инвестираат. Така да тоа е основната работа која што мораме да ве научиме како канал, да вложите време во она што го инвестирате, не само затоа што некој ви рекол, туку затоа што вие сами знаете дека тој проект за вас е нешто добро. Така да, уште еднаш ви благодарам за она што го следите нашиот канал како и секогаш. Се надам дека ова е на некој начин интересно, практично видео кое што може да научи како се прави тоа. И како и секогаш, значи вие сте нашата најдобра реклама. Следете нашата работа на социјалните мрежи каде што објавуваме што ќе биде следно преку нашите шортс и во исто време нормално ако имате некој што сака да научи нешто за крипто, со оглед на фактот дека сме наоѓаме во правилното време за учење, значи сега е моментот за учење, некога ќе дојдеме до следниот bull market. Така да, најдобро што може да направите е да го препорачате нашиот канал, нормално ако и вас ви се допаѓа, на тој начин ќе ја расшириме оваа бесплатна материја до што повеќе гледачи. Ви благодарам уште еднаш, верували или не, имаме пократко видео од 1 час, значи друго е кога правите проект, како нели во оваа ситуација само истражување. Така да се надеваме дека ќе бидат пократки видеата, ја се извинувам за должината, но едноставно кога сакате да пренесете информации и нема брз начин, мора да биде направено точно и коректно и прецизно. Ви благодарам, имате добар ден, поздрав од Криптогемичија и се гледаме во следното видео.